денешниот ден, по повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите и 7 април, Светски ден на здравјето, ромската заедница од општините Шутово, Ризари, Делчево, Пехчево и Виница во соработка со Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ, со Сдруженијето Центар за демократски развој и иницијативи Седри во Шутово, Ризари и со НВО ХАМО Делчево ја организираат оваа конференција за печат со цел за да укажат на проблемите и пречките со кои што се соочуваат жените и децата роми во однос на пристапот и квалитетот на здравствените услуги наменети за жените и за децата. Имено оваа пресконференција се секуваме и поради тоа што поминаа веќе 10 години откако Македонија ја потпише и се приклучи кон декадата за инклузија на ромите и поминаа точно 10 години од усвојувањето на првиот национален акционен план за напредување на здравјето на ромите. Меѓутоа, мораме со жалење да заклучиме дека и по 10 години се уште ромите се соочуваат со бројни проблеми во однос на здравјето и пристапот до здравствената заштита. Потврда за ова се и бројните истражувања. Именно Сдружение ЕСЕ спроведе истражување на национално ниво, додека ЦЕДРИМ и КАМ заедно со заедницата во своите општини редовно спроведуваат теренски истражувања. Податоците од сите овие истражувања и работата во самата заедница покажува дека се уште кај децата роми опфатот со вакцинација е на понизок степен од национално ниво, додека на национално ниво опфатот е околу 95%, во овие општини опфатот се движи од 55 па до 95% за различни вакцини. Жените ромки во помала мера се посетени од страна на патронажните сестри за време на бременоста едната година по породувањето. Бројот на посети во просек е околу 2 посети, иако според програмата треба да бидат 9 посети. Жените ромки исто така во многу помала мерка прават редовни превентивни гинеколошки прегледи за разлика од останатите жени, односно од жените македонки, албанки и од останатите етнички групи. Исто така, за жал, се уште постојат дискриминаторски практики во здравствената заштита, кои што се многу почести помеѓу пациентите роми за разлика од останатите пациенти. Треба да се напомене дека делумно оваа состојба се должи и на недоволната алокација и трошење на буџетски средства на активностите наменети за роми. Именно во периодот од 2005 до 2011 година за спроведување на Националниот акционен план за здравство за ромите, како и за спроведување на одредени превентивни мерки за ромите, биле потребни во овој период да се издвојат и потрошат 4.270.000 евра. За жал, истражувањето на ЕСЕ покажа дека во овој период од 2005 до 2011 специфично за здравје за ромите потрошени се само 59.000 евра, што представува само 1,4% од потребниот буџет за имплементација на активностите наменети за ромите. Овие се главните проблеми, а за конкретните пречки и проблеми со кои што се соочува самата заедница на терен, ќе оставам да зборуваат представниците од заедницата и од граѓанските организации. Прво давам збор на представниците од Шутово, Ризари, Кемал Исмаил од организацијата ЦЕДРИМ и Јајифа, представник од ромската заедница од Шутово, Ризари. Да, ние како организација ЦЕДРИМ работиме во една голема општина, тоа е Шутово, Ризари, која брои многу чланови, мисла многу семејства, така да имаме негде код 45 до 50 илјади семејства. Ние имаме само една здравствена организација, уствари здравствена станица, а на вратата на самата здравствена станица пишува дека е тоа поликлиника. Во почетокот кога почнавме со проектот, во оваа здравствена станица работеше само еден тим за имунизација на претшколски деца. Тоа е недоволно, значи немаше доволен број на доктори и сестри за да може да се офати повеќе деца да бидат вакцинирани. Ние како организација се трудевме да можеме прво да го појачаме тимот со барање до здравствениот дом, па имавме и застапување на локално ниво, каде баратме да има уште еден тим каде ќе се врши имунизација на децата, бидејќи самите услови каде што се вршеше имунизација на децата не биле соодветни и не одговарало за да можат децата да опстанат таму повеќе од 5 минути и за да може да ги прими докторката да им врши вакцинација, односно имунизација. Ова како организација успеавме да доведеме уште еден тим таму
и да почне вакцинацијата и уфатот на децата да почне да се зголемува, не да биде од толку број како што го број што го кажа дека е од 85 до 90% на национално ниво. Ние на почетокот имавме од 30 до 60% вакцинирани деца во шуторизам. Ова е многу мал број. Затоа слободно може да кажеме дека организацијата со многу напори и со многу поднесување на барање и застапување на заедницата било на локално и национално ниво, успеавме само да можеме да доведеме во моментот една патронажна сестра да работи во цела општина Шуторизари, така да ова е недоволен број на патронажна сестра кој во почетокот немаше возило. Успеавме да обезбедиме возило за патронажната сестра за да може да направи повеќе посети, не 2 посети, туку да во ромските семејства се предвидени повеќе посети во програмата на активна заштита на мајки и деца, каде се предвидени во почетокот 5, па и 2 дополнителни. Меѓутоа, со истражувањето, ние дознавме од заедницата информација дека мајките се посетени само еднаш во годината. Втората посета ни една мајка не кажа дека патронажната сестра ја посетила. На што се состои ова? Ова се состои на малиот број патронажни сестри што се запослени од страна на Министерството или од здравствениот дом Скопје. Така да и во моментот уште работи една сестра која во право е што кажува дека ја не можам да постигнам, бидејќи во Шуторизари има многу поредување. Што се однесува до посетите пред породување, за време на бременоста нема ни една мајка нема посета од патронажна сестра. За да ние успееме да вакво нешто постигнеме, моравме заедницата да вклучиме, да поднесеме барања до здравствениот број, до здравствениот дом, за да може таму да не послушат, да не разберат дека во Шуторизари треба тимот на патронажните сестри биде зголемен. Слободно може да кажам дека ова уште не е исполнето барањето од страна на заедницата и од страна на организацијата. Останува само една патронажна сестра да ги посетува ромските семејства. Што се однесува како што кажав дека дополнително се дадени уште посети во ромските семејства по програмата, никогаш не било до сега извршено. Во моментот може да кажам дека одделот за имунизација има некој подобрување во однос на хигиената, меѓутоа во односот на дополнителните елементи што се потребни во одделот на имунизација, до сега, откако постои самата здравствена организација таму или здравствена станица, нема донесено ни еден елемент, почнувајќи од картотека па до некои си столови, кревети, тие се све стари пред 30 или 40 години. Ние, заедно со заедницата, сакаме и со мрежата на организации да застапиме на национално ниво, за да може Министерството да одвои посебни средства, одделот на имунизација да може да се поправи, каде и сите други деца примат вакцинации, да можат и ромските деца во исти услови да ги примат своите вакцинации предвидени од програмата на мајки и деца. Понатаму можам слободно да кажам дека во Шуторизари почетокот кажав дека е тоа само една здравствена станица. Имаме опремена ординација или одел за гинекологија, од страна на Министерството е тоа определено. Таму определили да од поликлиника, усвари од клиника Чај, да доаѓаат еден доктор 2 пати неделно. Меѓутоа тој нема право да пишува никакви лекови, нема право да дава упути, само да кажат дека ете во Шуторизари има гинеколог. Жените од Шуторизари не се задоволни од ваквиот пристап кон своето здравје, дека патуваат повеќе од 5 до 8 километра за да можат да отидат на превентивни прегледи. Условите се катастрофални, нешто е подобрено, нешто не. Би сакале да имаме подобри услови за нашите деца, за прегледи, за наши прегледи како мајки, од гинеколошките лекари, за стоматолошка лабораторија и така натаму. Би биле благодарни ако
Вземете предвид дека имаме и возрастни деца, да не речем сега 17-18 годишни деца кои немаат каде да одат на матичен лекар. Сепак таа установа е единствена во Шуто Оризари која се занимава со сите наши здравствени проблеми. Ако нешто на пример ни се случи навечер, да речеме после 10 часот, ние нема каде да одиме затоа што немаме ординација идно што работи дежурно. Мора да одиме или во државна болница или во војна болница, каде што не примаат без упади. Исто така имаме проблеми и со патронажните сестри кои не можат да не најдат, немаат услови. Една и единствена, лично мене што ми дојде само со првото дете, второто дете не ме ни посети затоа што не можеше да ме најде и единствена е. А кога веќе се појави пред мојата врата, ме праша дали знам и други некои пациентки што се веќе родилки, не може да ги најде затоа што се многу на листа и не стига самата. Значи потребни се и други патронажни сестри, потребни се и возила за истите, и услови да не најдат, и почесто да не посетуваат заради нашите бебиња. Потребен е и гинеколог кој би не прегледал додека жените се бремени, затоа што имаме проблеми со одење до гинеколог и сите прегледи ги плаќаме, не се помалку од 500 денари, сигурна сум, зависи што содржи прегледот. И ако е нешто поголемо или ако има некои таблети или нешто, сето тоа се плаќа приватно, а знаеме дека сите роми во Шуто Оризари повеќе зависат од социјални и приватни работи. Повеќето и не примаат социјална помош заради други некои причини. Би сакале и тоа да го земете предвид, исто така и установата во која се врши имунизацијата, во која се вршат и за поголемите деца систематски од основните училишта, и таа е доста загрозена. Веќе, како што памтам јас мала кога бев таму, сето е исто, а веќе поминаа 20 години од тоа. Би сакали таа да се реновира, да се среди заради децата, хигиената да е малку на повисоко ниво, да има повеќе лекари, повеќе сестри, повеќе да има љубезност од страна на лекарите и сестрите. Тоа што сме роми не значи дека ништо не разбираме, ние се разбираме и гледаме, само што сакаме малку повеќе почит и повеќе љубезност од страна на лекарите сега. Во компарација со резултатите што ги имавме од 2011 година, успеавме да утврдиме дека всушност опфатот на имунизирани деца, ромски деца, е зголемен, за разлика од порано кога овој процент се движеше од 65% до 80% на редовно имунизирани деца. Сега овој процент е зголемен од 75% до 90%. Меѓутоа, мораме да истакнеме дека овој процент не е ист како кај мнозинското население, односно македонското население, а како причина, согласно истражувањето, можеме да утврдиме дека всушност е недоследната имплементација на предвидените обврски од програмата за активна здравствена заштита за мајки и деца. Тоа значи дека на терен се посетуваат децата родени во текот на првата година помеѓу 2 пати и 4 пати во однос на локалитетот на живење, дека наместо предвидените 7, дека не се дели едукативен материјал и не се одржуваат едукативни работилници од страна на патронажните служби, дека се уште не е набавена патронажна кола во општина Делчево, односно во здравен дом Делчево, за да се вршат редовните патронажни посети, и со воведувањето на поливалентната патронажа се зголемени обврските на патронажните сестри, односно тие не одговараат како што треба на потребите на самата заедница. Ние инсистираме овие работи да бидат надминати во следниот период. Во рамките на мониторингот што го спроведовме на спроведувањето на скрининг програмата за рана детекција на рак на грло на матка, во ромска заедница идентификувани се следниве состојби. Помалку од 30% од жените ромки имаат добиено покани, а дали и половината од нив го имаат искористено правото на скрининг. На што се должи тоа? Како причина е прво дека не добиваат редовно покани, како второ голем проблем представува пред се во село Црник оддалеченоста од околу 20 км од здравствениот дом, како трето не постои приближување на самата програма и неинформираност на правата што ја има заедницата при користење на самата програма, и као четврто е незаконското наплаќање од страна на матичните гинеколози, кои што очигледно не се контролирани од службите од Фондот за здравствено осигурување и од санитарниот инспектор.
Ние се надеваме дека сите овие бариери во наредниот период ќе бидат отстранени и со тоа ќе се овозможи и ромската заедница да ги правилно искористува програмите кои ще се насочени кон остарувањето на правото на здравје. Дополнително, оно што не оптеретува е тоа што за секоја услуга од секундарна здравствена заштита и терцијална здравствена заштита населението, односно ромското население, кое што има степен на невработеност од околу 70%, е принудено да патува во Скопје. Патните трошици, лекарствата и сите други средства не се предвидени при издавањето на потврда од страна на Фондот за здравствено осигурување и тие трошици паѓаат на терет на самите жители. Пресметете сами, едно семејство со 1500 денари или 3000 денари социјална помош, како може да го оствари правото на здравје. Дополнително, она што наптеретува е континуираните и редовни промени во здравствениот систем, односно во обврските што постојат при доделувањето на некои услуги од социјалната сфера. Тоа е остварувањето на правото на туѓа нега и категоризација за некои детски потреби, односно детски додатоци. Постојат толку сложени процедури, при што очигледно и самите лекари кои што се во тие комисии треба да се засрмат под кои услови можат овие семејства да ги остварат правото на туѓа нега, на мобилност или на детски додаток. Повеќе за тоа, преку животната приказна на господа Едипова од село Црник, ќе дознаете како тие го остваруваат правото на здравје, односно ги користат гинеколошките прегледи, како и со кои бариери се соочуваат кога имаат проблеми или имат дете со 99% изгубен или изгубена острина на вид и не го категоризираат низиното дете и другите бариери со само живот од 1500 денари. Една од последиците на ваквиот начин на остварување на права на здравје предизвика да и ние во соработка со невладината организација HERA и нашите партнери кои што се во здравствената програма да организираме да дојде мобилна гинеколошка амбуланта и да жителите, односно ромките, бидат принудени во Виница повеќе од 200 жени да го искористат правото на гинеколошки преглед во Комбе, исто и во село Црник 160 жени го искористија правото на Комбе, бидејќи немаат друг начин. Немаат пари да плаќаат за незаконски услуги од страна на гинеколозите, немаат пари за патни трошици. Јас сум Едипова од село Црник. Имам да кажам јазика дека стварно немаме гинеколог. Оперирана сам после 4 години, никако не сам била на лекар, пошто немаме финансии, немаме доктор, сакаме да се имаме и у село Црник и ние. Да кажам, тука представникот што кажа дека у Комбе сме сите били таму, колку жени беа зопути, знаеш па? И тоа, сакаме да се имаме и ние, како секој, немаме пари, за 20 км да идеш со такси, тамо доктор да те прегледа, на женски доктор, па после пак да се враќаш. Тоа е се со пари. Идеме тамо кај исто плаќаме лекарства, прегледи. Имам керка сега што е време на 5 месеци, докторот е зел 1500 денара само за преглед. А ипак са на 28 треба да доваѓа тука во Скопје. Што ќе стане тоа не знам. За тамо. И друго сега да си кажам, имам дојдено тука за моето внуче со 99%, детето не гледа. Идеме тука му доктор кај докторите да. Што е работата? Зошто не го категоризира? Со 10 плюс 10 му е диоптрија, он нема право на ништо, мајката е со попреченост, керка ми е, јас ги чувам и двата, па сега не знам што да кажам. Дали не треба това дете нешто да земе, некој додаток или било што, на мајката исто направи за нега, и оттам сам одбиена, и за детето сам одбиена,